Дали знаете дека за време на Бадник и Божик се случувале различни важни настани во македонската историја? На 6 јануари 1392 година Скопје потпаднало под османлиска власт и станало седиште на новоформираниот Санџак. Скопскиот Санџак била првата организирана османлиска провинција на територијата на земјите од некогашна Југославија и база за навлегување на османлиите кон север и кон запад. На Бадник 1916 година, кај местноста Дервишка нива, бугарската војска во Првата светска војна извршила колеш врз 103 жители на поречието. Масакрираните луѓе биле фрлени во ископани ровови. За Божик 1945 година во касарните во Скопје и Штип се побуниле неколку илјади војници и над 100 офицери, кои не биле согласни со наредбата од Белград да заминат на Сремскиот фронт. Сакале војската да замине за Солун, за да се ослободат македонците од егејскиот дел на Македонија. Овој бунт од калето се префрлил на Скопскиот плоштад, пошто на бунтовниците им се обратиле Светозар Вукмановиќ Темпо, Лазар Колишевски и генералот Михајло Апостолски, при што тие биле убедувани да се вратат на калето во касарните и таму да се договараат за тоа. Побунетите војници биле обвинети дека се Ванчо Михајловисти, ВМРО-овци и фашисти. Веднаш биле разоружени и затворени во занданите на старата турска тврдина Кале. Во повеќе извори се запишани различни бројки за стрелани офицери и војници при овој настан. На Бадник 1945 година во Скопје во присуство на околу 1000 делегати на македонската младина од Егејска и Пиринска Македонија и представници од советската, бугарската, грчката, албанската, српската, хрватската, словенечката и црногорската младина, како и представници од англиската мисија, почна со работа вториот конгрес на антифашистичката младина на Македонија. Конгресот ја анализирал состојбата во организацијата и донел низа заклучоци, како и поставил задачи. Исто така од овој конгрес бил упатен проглас до младината на Македонија, со кој се повикува на нови постигања во новата татковина.